Повисока акциза за нафтата, помалку пари кај граѓаните. Бизнис секторот алармира. Ако владата го прифати предлогот на Стопанската комора и ја покачи акцизата за 2 денари, тоа директно ќе удри врз джебот на граѓаните. Од Асоциацијата на камионски превозници Макамтранс апелираат владата да се откаже од намерата за раст на акцизата. Отиво спротивно, камионџиите ќе мора да донесат тешка одлука, или да ја покачат цената, или да ја стопираат работата. Ќе дојде до удар на джебот на сите граѓани од една страна, од друга страна и патничките возила. И колку малку да се движат, значи веќе цената на горивото ќе се зголеми. Трошокот на едно семејство кое што сега од вајќе прима 7.000 или 9.000 денари или нема воопшто да прима ништо, ќе треба да плаќа поскапо и целиот терет на стопанството да се префрли на плеќите на превозниците и на граѓаните и на земјоделците. Само нека си замислат и власта и сите граѓани што би се случило една недела ние да не работиме. Реакција има и од Сојузот на стопански комори. Велат одлуката се носела во интерес на неколку фирми. Акциза во криза. Ептен е солидар на олигархијата. Најдоа решение на грбот на сите граѓани и малото стопанство, а во интерес на 2 до 3 фирми што се олигопол во државата. Дека владата размислува да ја прифати идејата на Стопанската комора потврди и министерката за финансии Нина Ангеловска. Таа вели оти веќе се работи на носење на нова уредба. Од опозицијата обвинуваат дека евентуалното покачување на акцизата граѓаните ќе ги чини 35 милиони евра. Цените на храната и услугите ќе рипнат, малите бизниси ќе стават клуч на врата, а работниците ќе останат на улица. Ова не е прв пат да се зборува за раст на акцизата на нафтените деривати. Во 2017-та СДСМ ја покачи акцизата за 3 денари, а тогаш се правда, оти целта била да се намали употребата на дизел горивата, а со тоа и енормното аерозагадување.